Добро вечер, почитувани. Вие гледате телевизија Нова. Гостин во нашето студио е вице-премиерот Никола Тодоров, кој член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ке дискутираме за она што е најактуелно, за тоа што пред 2 дена се случи внатре во законодавниот дом, но и пред него. Одговорноста СДСМ ја лоцира во народот, кој според нив насила влегле во парламентот. Одговорноста според ставот на ВМРО ДПМН е испровоцирана од надвор и делумно за тоа е виновна опозицијската СДСМ. Вие бевте внатре, кој е најголем провокатор и зошто дојде до ваков инцидент? Кој прв почна? За да се одговори на тоа прашање треба да ги видиме причините прво. И тоа е она што мене многу ме загрижува. Еве од една би рекол мала временска дистанца можеме да ги видиме, да направиме анализа за тоа се што се случуваше, особено временски како тоа се случуваше. И се плашам дека ова е едно добро смислено сценарио, еден добро смислен план, кој што имаше за цел да предизвика вакво нешто. План кој што имаше за цел да предизвика судир, кој што судир требаше да го засени нелегалниот, незаконскиот и неделовничкиот избор на председател на Собранието. За денеска никој да не збори за тоа дали и како е избран председател на Собранието, дали тоа било согласно процедурите, дали тоа е легитимен и дали смее така да се избере председател на Собранието. Туку сите да зборат за тоа каков хаос се случил, колку се повредени, кои се повредени и така натаму. Не сакам погрешно бидам разбран, во ниту еден момент и никогаш не сум го оправдувал насилството, ниту пак сега го оправдувам. И се надевам дека ова никогаш повеќе во државата нема да се случи и никому нема да се случи. Но сепак дојде до преседан. Дојде до многу несакан настан и тоа, како што кажав, го осудувам како насилство. Но во исто време се случи и сериозно политичко насилство. Невидено до сега во македонската историја. Политичко насилство кое што за жал може да направи многу сериозно лош преседан во Македонија, кој што може да се повтори или да се повторува во иднина во различни околности и за различни избори. И ова е нешто што не сме да се дозволи да помине вака. Насилството е една работа. И тоа исто така не сме да се дозволи да се повтори, да се треба да се расветли и да видиме кој стои позади тоа и така натаму, тоа не е спорно, но дали некој ги мотивирал, не ги мотивирал, дали тоа била реакција на гнев, можеби, дали некој тој гнев намерно го подбуцнал или го мотивирал некого, мислам негативно мотивирал и така натаму. Тоа треба да се расветли. Но она што јас сериозно ме плаши мене како човек, како граѓанин, како политичар е дека ова е многу лош преседан, кој што ако дозволиме да помине, ќе се повтори со сигурност. И многу е веројатно да се повтори и на тие што го измислиле, на тие што први го направиле. Затоа што кој на сила доаѓа, некогаш може на сила и да си оди. Тоа не е добро. Тоа не е, како што изборевме во парламентот, не е доаѓање со алал, не е аирлија, не е со добро. Знам дека владата се менува. Има едно парламентарно мнозинство, после може да има друго, има ситуација и во тек на еден мандат да се креира ново парламентарно мнозинство. Тоа не е ново во демократијата. Не е ново во демократијата да се промени власта и тоа е нормално. Тоа не е страшно. Она што е страшно како е тоа направено. Дали е тоа направено на легитимен начин, со легитимни средства и во рамки на уставот, законите и деловникот, или е направено на нелегитимен начин, со нелегитимни средства и со комплетно кршење на уставот и на законот и на деловникот. Ако така се направи тоа, тогаш тоа може да се повтори од некој друг. Не верувам дека тоа ние ќе го направиме, тоа ние не би го направиле. Затоа што да сакавме ние да предизвикаме такво нешто, веројатно ние ќе го направиме инцидентот. Многу луѓе зборат зошто пратениците не ги спречиле, зошто ние не сме се степале некои да така што се порадикални и така натаму. Но тоа не беше нашата цел. Тоа не беше нашата идеја. Ние веруваме во демократијата, ние веруваме во уставот, во законите, во процедурите. Затоа што демократијата од тиранијата се разликува во тоа дали се почитуваат процедурите или не. Ако не се почитуваат процедурите, ако арбитрарно секој може, кој што е на позиција, да одлучува како нешто ќе направи
И може тоа да го направи секогаш во спротивност на законите. Тоа не е демократија, тоа е тоталитаризам. Тоа говори за фактот дека некој се смета дека е над државата и над процедурите. Тоа не сме да се дозволи. Тогаш паѓа суверенитетот, тогаш паѓа државноста, тогаш може некој да ни оспорува и државата. Тоа е она од што ја најмногу се плашам и тоа е она што не смееме да дозволиме да се на еден начин да се конвалидира. Без разлика како ќе реагира на тоа и кој ќе реагира на тоа. Видовме дека од меѓународна заедница дојдоа некои признавање на председател на собрание, дека ќе комуницирале со него и така натаму. Искрено сметам дека ова е грешка, дека ова е избрзан потек, дека треба да се сериозно се размисли до што ова може да доведе. И во Македонија, но и во многу други земји се прави многу лош преседан. Не смееме да дозволиме овој преседан да помине во Македонија. Може да се повтори и тука и на било кое место. Велите дека процедурите мора да се почитуваат, пред се нели мора да се почитува и законот и уставот. Ставот на вашата партија е дека избран нелегитимен и незаконски председател на собранието, но го слушнавме заев, вели дека имаме нов спикер на парламентот. Како сега ќе се делува? Велите направен е преседан, што натаму? Тоа е силување. Тоа е силување на институциите, силување на државата. Тоа е нелегитимно функционирање. И тоа е вака еден најдобар доказ за тоа како они планираат да владеат. Значи, ако они може да се соберат една група неформално, надвор од седница, затоа што седницата заврши, немаше седница. За да има нова седница треба да бидат повикани претениците, да има покана, да отпочне седницата, да ја отвори некој, да има стенограми, да има записник, да се побара збор, да можеме да учествуваме. Зашто ја не можев да учествувам на таа седница? Што е Заев повеќе пратеник од мене? Што е Ферид Мухич повеќе пратеник, не знам, од мене или од Илија Димовски или од Антонија Милошевски? Што е Талат Джафери повеќе пратеник од Трајко Велјановски? Значи, ние пратениците се еднакви. Пратениците дали си во парламентарно мнозинство или парламентарното малцинство, ирелевантно е. Сите пратеници се еднакви, а председателот на собранието е прв помеѓу еднаквите. И сега, како тој ќе биде прв меѓу еднаквите? Кога ја не сум бил во позиција ни да расправам за тоа, да го кажам мојот став како пратеник. И не само ја, сите останати пратеници. Ова беше една, би рекол, нормално, тотално деловничка процедура, но политичко насилие беше демонстрирано. Насилничка процедура. Онака како што некој замислува дека може да го направи по секоја цена. И како што ви кажав, тоа е многу опасен преседан, но уште поопасен преседан е, затоа што се гледа, оддалеку се гледа, дека ова беше смислено сценарио. Кој стои за това, како што велите, смислено и креирано сценарио? Знаеме дека народот, одредена група на луѓе предводени од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, 60 дена беа на улиците. Кој го испровоцира ова и кој стои за тоа сценарио? Јас се плашам дека дури и СДСМ беа втурнати во ова сценарио. Дека СДСМ требаше да бидат и жртви во ова сценарио. И дека тој што го смисли во ова сценарио, ама баш му било гајле, дали СДСМ ќе биде жртва и дали некој од пратениците ќе биде повреден. Напротив, се сомневам, сериозно се сомневам, дека некој сакал да има повредени пратеници, дека некој сакал да има, не знам, повредени граѓани и така натаму, дека сакал да настане ваков конфликт, како што кажав, за да не се збори за нелегитимност на изборот, туку да се збори за конфликтот. И наеднаш сите очи, наместо да се вперени во тоа што вака без преседан се случило нешто што во ниедна земја не сме да се случи и не сме да се дозволи, сега ние збориме за едно насилничко однесување кое што исто така беше без преседан и кое што не сме да се оправда, не сме да се повтори, но треба да видиме тоа дали е резултат од еден план и дали комплетно се вклопува во нечијата замисла или идеја. Вашиот лидер Никола Груевски, вчера можевме да го слушнеме, рече дека одредени центри на моќ прават обид за насилна смена на власта. Тоа очигледно веќе 2,5 години. Веќе 2,5 години Македонија е во една константна криза. Криза која што беше наметната веднаш по убедливата победа на ВМРО-ДПМН во 2014 година. Во 2014 година имавме убедлива победа
И се говореше на тоа дека ќе имаме мирен мандат, во кој што ќе можевме да направиме многу работи за граѓаните, да донесеме голем број на инвестиции, да се намали сериозно невработеност. Имавме одлични трендови на намалување на невработеноста од 38,7 или 8%, сега сме на 23%. Да не беше оваа криза, сигурен сум дека ќе беше уште пониска, сериозно пониска. Да не беше оваа криза, сигурен сум дека уште повеќе инвестиции ќе дојдат. Веројатно побрзо ќе дојде инвестициите во здравството, повеќе инвестиции ќе имаше во образованието, реформи ќе се направиа, но наместо тоа Македонија влезе во најдлабоката и најсериозната политичка криза, која што за жал го расцепи пред се македонското ткиво. Македонското национално ткиво е расцепено. Ние сме поделени на две. Ние сме во ситуација да браќа се мразат, се караат, за пријатели се мразат, се караат, соседи се мразат, се караат заради политика. Тоа не е суштината на демократијата. Демократијата треба да биде борба на идеи, борба на проекти. Кој проект ќе го реализираме ние, нашиот, они нивниот, кој подобро ќе донесе за државата, така натаму, па граѓаните да судат и да кажат овие се подобри или оние се подобри. Ова се сведе на некоја многу сериозна и примитивна битка. И тоа е нешто што мораме да го смениме. Но тоа е за жал директен резултат на оваа поделеност што се направи како резултат на кризата. Како ќе го смениме во ваква зовриена политичко-тензична состојба, како ќе се обедини македонското ткиво? Треба сериозно се размислува за тоа и треба сериозно да се делува. Јас не знам дали треба да се делува веднаш или треба да се даде шанса на диалог прво, па после да се делува. Некои викаат веројатно овој момент не е момент на делување, него е момент на диалог. Некои викаат дека можеби треба веднаш да се делува. Но во секој случај, по мене, мислам дека треба да се разговара, треба да се најде разумност, разумни решенија, кои што ќе овозможат намалување на овој јас, кои што ќе овозможат сериозно намалување на тензиите и кои што ќе овозможат Македонија да се врати на еден нормален колосек. Нашите стратешки приоритети, нашата стратешка определба како држава се ЕУ и НАТО. Ние на ваков начин, ни во ЕУ, ни во НАТО можеме да влеземе. Затоа што со, не знам, насилство во парламент, со политичко насилство, со комплетно непочитување кон процедурите, тоа не е владење на право, тоа не е се кршат темелните вредности на уставниот поредок. И затоа ние мораме да се вратиме на колосекот. На колосекот нема да се вратиме на сила. Тоа не може да се случи. Тоа мора да биде дел на еден, би рекол, поширок општествен диалог, меѓупартиски диалог, кој што и сите партии треба да се издигнеме над ситуацијата, да најдеме сила и храброст, би рекол, да не дозволиме ние да бидеме причината за дополнителна подоба на македонското национално ткиво. Малце сме. Ние не сме, не знам, и 50 милиони да бевме, не смееше ова да се случи, а не 2 милиони да сме. Значи, ние сме малце, не смееме да се делиме. Ние треба да се држиме заедно и да се бориме оваа земја да оди напред, а не да се уназадува. Ова што се случуваше во изминатиот период е уназадување на земјата. И веројатно ќе ни треба уште многу време, многу енергија и, како што верите, разум, за да може да се обединат и повторно Македонија да се врати на оние вистински патеки и кога мислиме на економски раст, но тука се мисли сепак и на патот кон Европската Унија и НАТО. Во последниот период во јавноста се создаде впечаток, се креира мислење дека ВМРО ДПМН има нешто против албанците. Ајде да расчистиме таа дилема и теза. Што и каков е ставот на вашата партија во однос на албанците? Знаеме дека долги години вие бевте во коалиција со нив и многу работи им беа овозможени. Ова некој очајно се обидува да го наметне и да го изгради како перцепција. И ова е, би рекол, дел од целиот овој план или од целото ова сценарио. Да ВМРО бидат прогласени како да ВМРО биде прогласена како партија која што е антиалбанска, против албанците и која што, не знам, и мисли лошо на албанците. 100 пати сме кажале дека тоа не е така. И ние во ВМРО ДПМН и председателот на ВМРО ДПМН и во парламентот го зборевме тоа и така натаму. Но
тие што сакаат да ја креираат обратната перцепција, тоа никогаш не го пренесува. Значи, никогаш не го пренесува, не ги пренесуваат нашите ставови дека ние немаме ништо против албанците. Напротив, организираат дебати, прават вести во кои што викаат ВМРО организира антиалбански протести во центарот на градот или во Скопје, што не е точно. Прво, ВМРО не ги организирало, а второ, од она што можев да видам, протестите воопшто не беа антиалбански. Но намерно се креираше таква перцепција постојано за да се направи уште поголем јас помеѓу ВМРО и останатите албански партии, не сваќајќи дека со тоа прават јас помеѓу македонците и албанците. И тоа води кон меѓуетнички тензии, а со тоа нема играње. Тие што играат на оваа карта се играат со огин. И тоа е крајно неодговорно играње, особено заради тоа што го прават тоа за да добијат некои политички поени и како резултат на тие политички поени да добијат подобра политичка позиција. Тоа е тотално недозволено, неодговорно и би рекол опасно за државата. Дали е ова битка за власт или битка за државата? Што се случува? Па би рекол и двете. Битка за власт е за СДСМ, а за нас е битка за државата. И за жал. Кој е планот на ВМРО ДПМН? Слушнавме дека опозицијскиот лидер Зоран Заев рече дека му честиташе на Талат Џафери за изборот за нов спикер на парламентот. Најави дека наскоро ќе се состане мнозинството и ќе формира нова влада. Како ќе го спречите тоа? Не ми е јасно како честитал на изборот кога не е избран во процедура, во легална процедура. Не е ни објавена одлука за избор во службен весник. Значи, комплетно надвор од процедурите е направено и како што ви кажав, мислам дека на сила ја трукаат работата. И тоа е исто така многу опасно. Тоа е, би рекол, еднакво опасно од она што се случуваше во собранието како насилство. И не сме да се дозволи ни едното, ни другото. Не сакам погрешно да сватам. Значи, ја го осудувам секој облик на насилство. И овој што се случи во собрание кога беа нападнати пратеници, но и ова политичко насилство кое што се случи. Така да тука треба да бидеме коректни и да не бидеме пристрасни. Затоа што ако сме пристрасни, што ви кажав, се прави многу сериозен преседан. Да ова повторно може да се случи и да, зборам за политичкото насилство, ова политичко насилство може повторно да се случи и да преку прекршување на процедури, преку прекршување на устав, на закон, на деловник, нешто друго да се направи. Тоа не смееме да дозволиме да помине. Да се надеваме дека тензиите ќе стивнат, ќе преовлада разумот, а политичарите ќе донесат вистински правилни решенија, секако во корист на граѓаните, во полза на оние кои им ја дале довербата. Дај Боже да биде така. Ќе ни треба, како што ви кажав, и сила, и мудрост, и храброст да се надминеме и себе си, се надмине целата оваа ситуација, затоа што ова не носи ништо добро за државата. Не може на ваков начин да се владее. Многу е голема таа грешка и на многу лоша основа се поставува целата работа. Ако некој мисли дека на сила може да дојде, на сила потоа да владее, не можеш со народот да владееш на сила. Народот е тој што нас ни ја дава силата, условно кажано, на политичарите и на оние кои што се на позиции. Не можеш со сила кон народот или со силување на институциите, уставот и законите да владееш со една држава. Тоа не е демократија, тоа е тоталитаризм. Благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Нова. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани, останете и натаму со телевизија Нова. Имаме отворено студио. Ваш домаќин вечерва ќе биде Елена Џугуманова. Ги сублимираме најновите вести, информации. Гледајте не. Имаме многу нови информации кои ќе ги споделиме секако со вас. Посетувајте и нашата интернет страница tvnova.mk. Бидете со нас.